Трите позитивни случаи на COVID-19 во 3 детски градинки во земјава го вклучија алармот. Избрзали надлежните со одлуката за отворање на градинките без да се направи скрининг. На ова алармираа и родители преку социјалните мрежи, но тогаш надлежните смируваа оти немало место за паника. Министерот за здравство Филипче една седмица пред да се отворат вратите за згрижување на дечињата, рече оти согласно моменталната епидемиолошка состојба, тестирање на вработените во градинките не било потребно. Сега во оваа ситуација сметам дека е сосем доволен алгоритмот по кој што се движат епидемиолозите и задолжителното придржување до превентивните мерки како една универзална форма која што значи ово испречување на ширење на вирусот, односно дека тестирање во таа смисла исто како што тогаш беше направено, сега не е индицирано согласно ставот на епидемиолозите. Како здравствените власти ќе се справат со новонастанатата ситуација од Министерството за здравство за сега нема одговор. Првиот сомнителен случај на коронавирус се појави уште во средата. Тогаш портите на градинката Рахилка Гонева во Свети Николе останаа затворени, а околу 150 дечиња наместо да влезат во занималните, седат дома. Позитивна е и негователка во Скопската градинка Раде Јовчевски Корчагин. Таа од средата воопшто не била на работа, ниту пак имала контакт со прием на деца. Според епидемиолошката препорака, ако до денеска не се пријават вработени со симптоми, градинката ќе продолжи со работа. Но 5 дечиња од битолската градинка Коца Василева од вчера се во самоизолација, откако нивната негователка добила тест позитивен на COVID-19. Во домашна изолација се ставени уште 3 воспитувачки и 2 негователки од истата градинка. Единствениот скрининг кај вработените во градинките беше направен во јуни. Тогаш надлежните планираа да ги отворат установите за згрижување на деца од предучилишна возраст, но се пишманија откако епидемиолошката состојба во земјата значително се влоши, а здравствените власти почнаа да бележат троцифрени бројки на заболени од вирусот.